Општина Тетово знае да биде и на врвот, но неславно. Овој пат се најде прва на листата најзадолжени локални самоуправи во државата со долгови од близу 8 милиони евра. За експертите ова се должи исклучиво на недомаќинското работење, но и превработеноста во администрацијата. Но локалните власти многу и не се грижат. Оти општината со години е фаворизирана и помагана финансиски од сегашната власт и СДСМ на чело со Зоран Заев, смета поранешниот министер за финансии Джевдет Хајредини. Тетово има во општинската администрација вработени повеќе од Куманово, Велес, Битола и Гостивар заедно. И сето тоа се толерира и плюс долговите на општината да ги плаќа со дотација од централниот буџет. Ова е, мислам дека претерано и одговорноста е исклучиво на владата, односно на премиерот Саев, зашто така ја третира, од кои причини, само тие знаат. На толку долгови барем Тетово да одеше напред, коментираат граѓаните. Не се задоволни од животот во градот, нема инвестиции, ниту перспектива. Оти велат властите, гледаат да има само за нив. Најпрљави град во Европа. Тоа е срамота. Кога уđеш у Тетово, тоа е ужас. Колку сте задоволни од работата на градоначалничката? Никако. Срамота е што се работи тука. Видиш, нема ништа, ни реда, ни ништа. Сваки се гледа за себе. Не ги интересира за обичен народ. Овие се фалив кад тражив гласови. Обеќав све. После ништо за народот нема. Порано беше поинакво. Овие сега политичари бе болни. Све за себе работа. Ево видите, нечист град. Што да ви речам? Побаравме одговор од локалните власти. Колкав долг наследила градоначалничката Теута Арифи при доаѓањето на функцијата, колку дополнително направила и колку точно во моментов должи општината. Добивме само штуро соопштение во кое очекувавме конкретни одговори и бројки, а добивме фалби дека граделе успешна приказна на реализација на капитални проекти, дури и во време на пандемија и економска криза.